Ристо Димитров е европски професионален првак на ИСФА. Тој викендов на домашен терен беше подобар од црногорецот Шабановиќ, со што го освои долго посакуваниот појас. Во продолжение неговата битка, но и разговор со него. Ристо, европски првак на ИСФА. Какво е чувството? Чувството е прекрасно. Се осеќам многу горд на себе, се осеќам прекрасно, измешани чувства, радост. Прво нешто вакво во нашиот град, прв професионален појас. Мислам дека и самиот не знам како се чувствувам. Веќе помина ден-два од твојата борба, па можеш еве и со ладна глава да размислуваш. Како си задоволен од тоа како помина борбата? Верувам дека си доста задоволен бидејќи го освои појасот, но од тоа што го прикаже во рингот, како си задоволен? Припремите ми тече за оваа тактика, значи направив се што мислев да направам во борбата. Противникот беше стендап борец, што значи работеше раце нозе. Мојата работа беше да го слезам долу, каде што сум посилен на партерот, и тоа ми успеа. Искористив идеална шанса, прекрасен тајминг. Го слегов на земја, тука веќе е мое поле, со без многу потешкоти, со добра контрола на земјата,
Ground and Pound и го завршив со тоа што ми е специјалност полуга на рака. Како си задоволен бидејќи еве бевте коорганизатори на овој настан кој траеше во текот на целиот ден, како си задоволен од тоа како целосно помина настанот? Од целата организација, значи и јас како организатор и вечерта како борец и како од целиот мој клуб, од сите мои деца кои помогнаа, од целиот мој тим во од клубот кој се грижеше за да се да протечи без проблем, сум презадоволен и од самиот себе си за постигнатите резултати. Не беше воопшто лесно, беше претешко, преморен сум, се уште не можам да се соземам, ама сум презадоволен и пресреќен од тоа што го постигнавме. Европско првенство во ММА, се собраа борци од скоро сите краишта на Европа, Европско првенство во граплинг, значи во мешовито борење, се собраа борачи од секаде и на крај гала вечерта кој што ја зачинивме со борци од цела Европа, беше нешто невидено досега. Досега сите само го гледавме на малите екрани, на YouTube. Сега го донесовме во нашиот град со една прекрасна организација, заедно со ИСВА направивме спектакл во нашиот град, донесовме го огромен кафес, донесовме професионално осветлување, донесовме нешто борци кои што можеме само да ги гледаме на телевизија, а сега имавме шанса да ги гледаме и во нашиот град. И јас и како учесник и како организатор сум презадоволен и пресреќен и горд сум на себе и на мојот тим за се што успеавме и што направивме во еден ден. Верувам дека ги гледаш и останатите борби во текот на денот, па еве би те прашал кој од борците најмногу ти се допадна во однос на негова тактика и што е она што би можел еве ти да го речем така условно да украдиш, што би можел ти да го примениш во твоите наредни борби? Јас, да бидем искрен, многу од борбите не гледав, затоа што во тој период бев назад во собликувалните, се спремав, се загревав за мојата борба, се концентрирав. Од време на време гледав по некои од борците, значи делови од борбите, од тоа што го видов, значи ги видов нашите битолските деца, прикажаа иако многу млади, многу храброст, многу добри борби, многу квалитетни борци, деца кои за многу брзо време ќе се изделкаат во едни од елитата на Балканот и на Европа. Како што реков, собравме борци кои се доста квалитетни. Станислав Енчев е еден од најголемите звучни имиња во ММА сцената во Европа. Беше тука, го видовме во живо, направи прекрасна представа, заврши брзо. Човекот е борец со храброст, техника и еден од најдобрите борци, ММА борци на Балканот и во Европа, ако не и во Европа. Тој каже прекрасна борба, на брзина заврши, а и другите борби беа многу добри. Имавме спектакл од борби, од прикажување на сите можни техники кои се во боречките спортови. Мислам дека вакво нешто, ако не организираме пак, нема да се повтори во нашиот град. Колку мислиш дека добро организираниот настан и големиот успех кој што го имавме во Битола е значаен за развивањето на овој спорт не само во нашиот град, туку и во цела Македонија? Јас се надевам по овие успеси кои што ги имаме, по овие работи кои што ги постигнавме како индивидуи и како клуб, се надевам дека сето ова ќе покрене една голема иницијатива кај властите, кај општинарите, кај сите, значи воопшто во Република Македонија, ќе се вложува се повеќе и повеќе во боречките и во индивидуалните спортови, ќе може на борците да се спонзорираат од државата, од фирмите, од сите, да може уште поквалитетни борци да извајме и уште поголеми успеси. Ние овие успеси кои сега ги нижиме ред со ред, значи се условно кажано со никакви финансии и во мизерни услови во тоа што тренираат и што имаат нашите противници. Сепак успеваме да ги победиме, сепак прикажуваме големи резултати, носиме медали, носиме успеси, победи од цела Европа. Јас како борец сум учествувал на еден куп големи надпреварувања, ме гледале по 60 земји во живо, 150 милиони гледачи во Европа, сум бил во Африка, во Казабланка, во Мароко, секаде. Значи, сето тоа е не амбасадор, туку секаде ме најувале како Ристо Димитров од Битола, Република Македонија
И мислам дека редно е веќе властите да почнат да вложуваат се повеќе и повеќе и во индивидуалните спортови и во боречките спортови. Така. Верувам дека во наредниот период посакуваш малку да одмориш, но што е за што ќе се подготвуваш наредно? Сега, затоа што го имам голем период на спремање за светското во самбо и сега за борбата и организацијата, стварно сум исцрпен, преморен. Сега ќе направиме една мала пауза до Нова година, да поминат и божикните и новогодишните празници, па потом ќе видиме што ќе имаме од понуди, можеби борба, а сигурно ќе имаме некои борби и со нашите деца од клубот, помладите. Сега ќе видиме, се уште е рано да се кажи, прво одмор, релакс, да се вратиме малце во нормала, па здраве Боже ќе видиме што ќе биде. И кога ќе следи повторно борба за појас на ИСФА, тоест одбрана на појасот? Се уште не знаеме, сега ќе видиме. Појасот е сепак релативно нов дојден кај нас. Сега треба да се пријават добри борци, да видиме ако има понуди, ако има предизвикувања, ако има и финанси и сите тоа работа, ќе прифатиме борбите, ќе направиме уште некоја борба, па се надевам и ќе го одбраниме и ќе остани појасот во видео. Така, јас уште еднаш ќе ти честитам, доколку има некој противник да ти се спротиста и се надевам дека повторно ќе го одбраниш појасот и ќе ти посакам уште многу други поголеми успеси во иднина во твојата кариера. Ви благодарам што ме повикавте, што не покривавте, што цело време сте со нас. Се надевам дека овие успеси ќе разбудат и кај битолчани и кај младите се повеќе да ги тренираат боречките спортови. Се надевам дека се повеќе деца ќе се свртат кон спортот воопшто и се надевам дека се повеќе борци и спортисти ќе излеат од Битола и се повеќе успеси ќе му носиме на нашиот град.